на Канал Плюс телевизија, добро вечер, следуваат настаните забележани за овој петок. Министерот за земјоделие Михаил Цветков денес присуствуваше на жетва на ориз во Чешиново. Парцелата на која се врши жетвата е единствена со ориз во Македонија, која има систем за наводнување капка по капка. Амбасадорите на Франција и Египет во Република Македонија денес во посета на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Продлабочување на соработката е една од темите на кои се разговараше. При претрес на куќа во Штип пронајдена поголема количина на наркотична дрога, хероин, марихуана и екстази. Во пожар кој синоќа беснееше во Делчево до темел изгоре помошен објект за чување стока. Државната изборна комисија денеска спроведе ждрепка за редоследот на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Прва на листата ќе биде ВМРО ДПМН, ДПА под број 2, СДСМ 4, ДУИС 3, реден број 6 ќе биде ПДП, Коалицијата за промени и правда ќе биде под број 5, Либерална партија 8, Левица 11, БЕСА 10, Алијанса за албанците 7 и ВМРО за Македонија 9. Граѓаните на 11 декември ќе избираат меѓу кандидатите на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, опозицијската коалиција предводена од СДСМ, Коалицијата за промени и правда, Коалицијата ВМРО за Македонија и Коалицијата Алијанса за албанците, која сочинуваат Движењето за реформи, ДПА, Унитети и Народна демократска, како и партиите ДУИ, ДПА, ПДП, Либерална партија, Левица и БЕСА. Во понеделник почнува изборната кампања за предвремените избори која ќе заврши на 9 декември. Промовирани резултатите од првото и единствено поле со ориз во Македонија наводнувано со систем капка по капка. Новиот начин на наводнување во Чешиново резултираше со заштеда на вода од 40%, заштеда на време од 65% или 218 работни часови, олеснет процес на хемиска заштита, значително намалување на плевелот, зачувување на хранливите материи во почвата и намалување на емисијата на стакленички гасови од полето. Бенефитите од користењето на системот ги истакна министерот за земјоделство Михаил Цветков. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков во присуство на оризопроизводители во Чешиново ги промовираше резултатите од првото и единствено поле со ориз во Македонија, наводнувано со систем капка по капка во собственост на Јордан Чолевков. За да ние бидеме конкурентни на светските пазари, мораме да ги преминуваме мерки. Така да ова е една од тие мерки кои што сакаме пред се да уштедиме на вода, имајќи пред дека водата се повеќе нема, и секако дека самото производство на оризот по капка ги намалува времето за одгој на ова растение. Така да еве денеска ќе направиме жетвата. Очекувањата се дека ќе бидат просечни, некаде околу 600 кг или по декар или 6 тона по хектар, што не е нешто многу, но имајќи во предвид дека ова година е некаде околу 4 тона просечното производство на ориз во Кочанскиот дел, во овој дел, така да имаме некои нешто подобри резултати. И имајќи во предвид дека ова е втора култура, значи пред тоа имаше овес, па е ориз, така да и самиот бенефит на земјоделецот ќе биде поголем. Министерството за земјоделство ќе продолжи да го поддржува овој процес преку националната програма, која во 2017 година ќе стави на располагање 3 милиони евра за кофинансирање на ископ на бунари и набавување системи капка по капка за едногодишни култури, додаде Цветков. Ние тука докажавме дека оризот може да се произведе со систем капка по капка и дека успешно овој модел може да се аплицира во Кочанскиот регион. При самата употреба на системот капка по капка штедиме големи количини на вода, поготово производството на ориз. Тука е и аплицирањето на ѓубрива, каде што немаме никакви загуби, целокупното ѓубриво одеше преку системот капка по капка. Немавме испирања нити на препаратите за заштита, нити на ѓубривата кои што се аплицираа на нивата. Имаме голема заштита и добра борба против плевелите, бидејќи на ова поле имаме чиста вода која што е бунарска и целокупниот третман со ѓубрива одеше преку системот капка по капка. Имавме многу мал број на плевели по метар квадратен.
Според Јордан Чолевков, оризопроизводител од село Чешиново, собственик на опитното поле, примената на системот капка по капка е повеќе од исплатлив. Треба да даде солидни резултати, треба да бидат приносите одлични. Благодарение на тоа што се работи на плодоред, значи ориз ќе биде засадено за прв пат на оваа површина и растението според тоа што се развива и што дава солидни резултати, одлично се покажа однесувањето на самото растение, самиот развој на растението, на коренскиот систем, на братимењето и на класењето, значи имаме одлични братимки и формирање на кластови. Инаку површината на која што се засеа ориз со системот капка по капка е 4,5 декари со сортата Ониче. На оваа иста површина по производство на јачмен сега се добиени задоволителни приноси на ориз и тоа по 600 килограми по декар. Амбасадорите на Франција и Египет во Република Македонија денес беа во посета на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, при што се разговараше за продлабочување на соработката конкретно со Филолошкиот и Медицинскиот факултет на УГД. Покрај посетата на Штипскиот универзитет, неговата екселенција, францускиот амбасадор во Република Македонија оствари средба и со градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Студентите на Штипскиот универзитет Гоце Делчев ќе имаат можност да стекнат нови искуства од познати професори од универзитетите во Франција. За таа цел денес во посета на Штипскиот универзитет Гоце Делчев беше неговата екселенција амбасадор на Франција Кристијан Тимоние, кој оствари средба со ректорот професор доктор Блажо Боев за проширување на меѓусебната соработка во дело на трансфер на знаење, технологија и спина друштва, кои се важни за креирање на нови работни места. Е добра прилика да направиме значаен исчекор на тоа да нашите студенти или нашите професори бидат присутни на француските универзитети и да стекнат, да кажеме, знаења и она што е важно за образованието и едукацијата на тие предишни француски универзитети. Развојот на францускиот јазик во рамките на универзитетот, како и неколку области за кои Франција може да им понуди на студентите можност за проширување на своите знаења, се уште една можност за одлична соработка со универзитетите од Франција. Особено за развој на францускиот јазик во рамките на овој универзитет, затоа што тоа е прекрасна алатка за комуникација, бидејќи францускиот јазик го говорат 300 милиони луѓе. Изборувавме за неколку области каде што навистина Франција е најнапредната, тоа е земјоделието и уметноста и навистина сме спремни да пречекаме македонски студенти, но и ние да го донесеме нашето знаење овде. Освен со Франција, универзитетот Гоце Делчев ќе ја проширува и соработката со универзитети од Египет. Изјава Манал. Посетата во Штип францускиот амбасадор ја искористи и за средба со градоначалникот на општина Штип. Слушнав за универзитетот, за факултетите и мислам дека е одлична можност за соработка со универзитетите кои ние ги имаме во Египет. Се разбира, ние имаме и приватни универзитети, но добро е да се знае за Штип и да видиме на кој начин ќе ја продлабочиме соработката. Но верувам дека нашите винари ќе најдат начин да соработуваат со Република Франција и со нивни производители, се со цел да го зголемиме производството, но и да произведуваме квалитетни вина кои би се нашле на трпезите на европскиот пазар. Пробишти преку ИПА фондовите со европски пари ќе реализира два значајни проекти. Едниот од нив е реконструкција на улицата 11 октомври во централното градско подрачје, а другиот изградба на секундарен плоштад. Општина Пробиштип го потпиша договорот со компанијата за изведба на два значајни проекти, одобрени и финансирани од Европската Унија и ИПА програмата. Се работи за еден од најважните проекти, тоа е асфалтирање на улицата 11 октомври во должина од 250 метри со поставување на нов асфалтен слој, нови тротоари, во ширина од 1,5 метра од двете страни на улицата, како и поставување на ново улично осветлување со енергетски ефикасни LED светилки. Другиот дел од овој проект е изградба на нов секундарен плоштад кој што се надоврзува на примарниот плоштад. Овој проект опфаќа поставување на павер елементи во вкупна површина од околу 2300 квадратни метри,
на еден дел на околу 660 метри квадратни ќе биде одреден за паркирање на возила во централното градско подрачје. На останатиот дел ќе биде изградена нова фонтана, жардинјери, поставување на урбана опрема, изградба, односно поставување на улично осветлување. Овој договор е дел од проектот за кој аплицираше општината уште пред една година преку ИПА програмата. За реализирање на проектите општината обезбеди грант од 260.000 евра. Или приближно некаде 16 милиони денари. Цената која што е постигната е нешто повисока, значи 16 милиони и 800.000 денари. Од тие 800.000 денари ќе ги обезбеди општина Пробишти под сопствен буџет. Со реализација на овие два проекти, грдата слика во централното градско подрачје на Пробиштип ќе исчезне, рече Тоневски. Се очекува изведбата на проектите да отпочне за 10 дена. Полицијата во полициска акција откри куќа полна со дрога во Штип. Полициски службеници извршиле претрес во куќа, каде како подстанар живеел 36 годишниот ТП со неговата 28 годишна девојка СУ од Тетово, каде е пронајдена поголема количина на хероин, марихуана и екстази. Дрогата била одземена и доставена за вештачење. Во пожар кој синоќа беснееше во Делчево до Темел изгоре помошен објект за чување стока, следи крими билтенот на СВР Штип. Во пожар кој синоќа беснееше во населбата Први реон во Делчево, до Темел изгоре помошен објект за чување стока. Од територијалната противпожарна единица во Делчево изјавија дека пожарот навремено е локализиран, интервенирано е со 3 противпожарни возила и 6 пожарникари. Спречено е проширување на пожарот на другите објекти. Најверојатно станува за причина човечки фактор, значи од сите сомневања станува збор за одредено лице кое што го има предизвикано пожарот. Од наша страна навремено и професионално интервенирано и ние во секое време сме подготвени за интервенции на пожари во урбани средини, како што е во овој период. Увидот на надлежните се уште трае, така што подоцна ќе се знае за причините кои го предизвикале. А за сега е пријавена само материјална штета, рече Гордана Панајотова, портпарол на СВР Штип. Додека секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против 36 годишен штипјанец поради основи на сомнение дека неовластено произведувал и пуштал во употреба психотропни супстанции. Во текот на месец ноември годинава, пријавениот од непознато лице од Скопје заради продажба набавил неодредена количина на опојни дроги, марихуана, хероин, кокаин и екстази. На 17 ноември годинава, по претходно добиена наредба од Основен суд Штип, од страна на полициски службеници, извршен е претрес во домот во кој пријавениот привремено престојувал во Штип, при што пронајдена и одземена е опојна дрога марихуана со вкупна нето маса од 241,2 грама, опојна дрога хероин со вкупна нето маса од 63,26 грама, бела прашкаста материја, наркотична дрога кокаин со вкупна нето маса од 0,31 грам. Во Делчевско се асфалтира делница од 300 метри на потегот меѓу селата Турија и Трстија. До сега на споменатата делница со средства обезбедени преку источно-планскиот регион се асфалтирани околу 1100 метри, а асфалтирањето ќе биде заокружено со дополнителни 900 метри, со што целата асфалтна мрежа по повеќе од 20 години целосно ќе биде обновена. Делчевските општински власти рационално ги користат поволните временски услови за завршување на веќе започнатите градежни работи за асфалтирање на локални патишта пред истекот на тековната градежна сезона. Еден од позначајните проекти кои се реализира на подрачјето на општина Делчево е асфалтирањето на делница од 300 метри на локалниот пат село Турија, село Трстија. Проектот се надоврзува на минатогодишниот проект со кој беа асфалтирани околу 800 метри на истата делница, со што вкупно изградена делница од 1 километар и 100 метри. Денес имаме асфалтирање на нови 300 метри од локалниот пат село Трстија, село Турија. Вкупно со минатогодишните 800 метри, обезбедени 1100 метри, така да на жителите во ова село има возможуваме подобри услови за живот. Средствата за овие 300 метри се од источно-плански регион и се надеваме дека во периодот кој што е пред нас ќе бидат обезбедени дополнително 900 метри, така да целиот
патен правец ќе биде завршен. Со реализацијата на овие активности, како што истакна од општината, значително се намалува делот на овој локален пат кој останува да биде неасфалтиран, а од друга страна после 20 на години жителите на овие две села повторно добиваат нов асфалт на овој значаен патен правец. Берово добива современа фитнес зона на отворено спортскиот центар Стара гимназија во Берово се повеќе го добива планираниот современ изглед и спортско катче во кое сите возрастни генерации ќе може да спортуваат. Во завршна фаза на реализација е изградбата на проектот Фитнес зона во Берово. Спортскиот центар Стара гимназија во чиј што комплекс се наоѓа и фитнес зоната, полека го добива планираниот современ изглед на спортско катче, во кое сите генерации ќе можат да спортуваат. Па еве, самите можеме да видиме дека е во завршна фаза монтирањето на опремата во фитнес зоната, и тоа со апликација од страна на општината преку Агенцијата за млади и спорт, а обезбедени средства од владата на Република Македонија. Еве успеавме да и во Берово изградиме една фитнес зона за да можат граѓаните од нашата општина да доваѓаат тука да се рекреираат, да го одржуваат нивното здравје, нивната виталност, и мислам дека тоа ќе биде прифатено од сите наши сограѓани, ќе го чуваат како свое, зашто тоа е сепак наше. Изградбата на спортскиот центар Стара гимназија беше дел од предизборната програма на градоначалникот Драги Наџински, ветен пред граѓаните, а во кој ќе бидат сместени повеќе спортски терени и активности. Одма до фитнес зоната е изградено повеќе наменското спортско игралиште и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да ги дофинализираме тревнатото игралиште за мал фудбал и кошаркарското игралиште, со тоа што на почетокот на оваа просторија градивме и детски љулашки исправи за најмладите, така да тоа ќе биде еден спортски центар за кој ќе има место за сите генерации од нашата општина. На ниво на Република Македонија е предвидено изградба на 20 вакви фитнес зони, кои се со површина од 180 метри квадратни со тврда гумирана подлога и 8 реквизити за вежбање, додека предвидено и поставување на клупи за седење и корпи за отпадоци. Вкупната инвестиција на проектот изнесува 40 милиони денари, со што се заокружува уште еден проект од владините мерки за популаризација на спортот, како една од најкрупните мерки за здрав развој на децата. Продолжуваме на тема здравство. По реализираните кампањи за разумно користење на антибиотици, употребата на антибиотици е преполовена, смета епидемиологот Владо Пановски, кој денес беше во посета на Штип. Во однос на истражување што сме ги правиле пред 20 години, 96-та, денеска се користат пола од тога што се користеле. Ги плаќаме последиците на нерационално користење претходните години. Иако и сега може уште да се намали уште за пола. Тоа би било идеално. Мислам да сега се... Значи, рачунете дека се препишувале антибиотици 4 пати повеќе од колку што е потребно. Денеска може да кажеме грубо дека се препишуваат пола повеќе од колку што е потребно пред се за акутни респираторни инфекции кои се вирусни или се бактериски да проаѓаат сами. Би прошли сами без антибиотици. Секако дека главно се децата, малите, тука докторите се, можеби не докторите, родителите повеќе прават притисок. Ми го остави детето без лекови и така натаму, меѓутоа со тек на време се гледа, веќе расте свеста и кај населението, дека болестите, настинките пред се, вирусните инфекции проаѓаат сами, треба трпение. Детето може да кашла и 10 дена, ќе кашла и со антибиотик и без антибиотик како е вирусна инфекција. Средношколците од Виница денес со дебата преку Форум Театар го одбележаа Светскиот ден на филозофијата, како и Светскиот ден на детето. Човековата мисла, слобода или ограничување беше темата за која дебатираа средношколците од СОУ Ванчо Прке. Преку театарска игра, спонтано, тие имаат секојдневна можност во половина час да променат по неколку улоги кои даваат различна димензија на една семејна расправија. Нашата цел во однос на Форум Театарот беше да поттикнеме еден начин на размислување кој што ќе има возможи да ги согледаат собствените постапки,
да се огледаат постапките во нивните семејства и да се огледаат како слободното изразување на нивната мисла може да влијае врз комуникацијата, односно на кој начин слободното изразување може да влијае врз позитивната комуникација или може би да влијае врз негативната комуникација и со тоа всушност да создаде поголемо насилство и омаловажување на другата личност. Значи целта беше на некој начин поттикнување кон самоанализа, кон самокритика, во која што учениците ќе може да видат каде се, ќе може да видат што се случува во нашата средина, во нашата околина и на тој начин, на некој начин, доколку се гледаат нешто што не им се допаѓа, да видат оние кои што ќе иницираат промени. Дебатата во која беа вклучени лекари, свештени лица, професори е по повод Светскиот ден на филозофијата и на детето, а како уште една нова активност од проектот Мировно образование. Нашето училиште веќе неколку години го одбележува денот на филозофијата и обично правиме трибина филозофска. Дојдовме до идеја, значи нешто да промениме во врска со тоа, односно да направиме форум трибина, во која што ќе имаме и форум театар. И пишувавме порано есеи, сега само околу темата која што беше, а тоа е човековата мисла, слобода или ограничување, поради тоа што сме во проектот Мировно образование и сакаме покрај денот на филозофијата да одбележиме и други денови. Средношколецот Дамјан Павлов презентираше свое авторско размислување на горе наведената тема, а дополнителна дебата околу детските и човекови права ќе има и во вторник во организација на првата детска амбасада Мегеши. Работилницата ќе биде во просториите на Александар парк во Виница. Царинската управа на Србија соопшти дека добила известување за пратка со замрзнато месо од 1982 година, што пристигнала во пристаништето бар во Црнагора. Преземени се мерки да не стигне на пазарите во државата. Се претпоставува дека станува збор за замрзнати свински полутки со удобна поминат рок, објави Вечерни новости. На сите царинарници им е наложено да преземат мерки на засилена контрола со посебен акцент на граничните и пограничните премини кон Босна и Херцеговина, Косово, како и кон Црнагора и Македонија. За сега не се дадени детали за нарачателот на таа пратка, но се работи за количество од околу 600 тони, наведува весникот. Руските државјани Едуард Владимировиќ и Владимир Попов се под истрага на Црногорското специјално јавно обвинителство, кој ги товари дека предводеле криминалната организација која подготвувала напади на 16 октомври пред зградата на парламентот во Подгорица, пишува подгоричкиот весник Победа. Весникот наведува дека истрагата е проширена и на тројца српски државјани, па црногорските истражни органи во следните денови ќе побараат од српските власти нивно сослушување и евентуална нивна екстрадиција. Во наредбата за измена и проширување на истрагата, прв пат конкретно се соопштува дека еден член на криминалната организација од политичката структура на Демократскиот фронт требало по избивањето на немирите пред зградата на парламентот да продолжи со командување на лицата кои не се судриле со полицијата, наведува Победа. Хуан Педро Франко е тежок половина тон и не може да стане од креветот, а му се заканува откажување на органите. Се верува дека Педро во моментов е најтешкиот човек на светот, а се подготвува на диета и на операција, која што би требала да му го спаси животот. Педро целиот свој живот имал проблеми со тежината, но состојбата се влошила кога имал 17 години. Мексиканецот кој има 500 килограми е изнесен од куќата по 6 години за да биде префрлен во болницата. Цела машинерија била активирана за овој огромен човек да биде кренат од креветот и пренесен во болницата. Кога имав 6 години бев тежок 60 килограми, на 17 години тежев 230 килограми. Тогаш ја доживеав повредата и половина година лежев во креветот и многу се здебелив, рекол Педро, кој живее во Мексико. Неговата мајка е скептична, на Педро сериозно му е загрозено здравјето, би можел да добие диабетес, а лекарите се плашат дека ќе му откажат органите. Педро се надева дека неговиот третман ќе му помогне и дека наскоро ќе може да оди. Сакам да излезам надвор, сакам да можам да возам, сакам да одам во црква и таму пак да пеам. Господ ќе ми помогне, рекол Педро.
но третманот веројатно ќе трае долго, а вклучува диета и операција. Утре ќе се одигра третото коло во првата државна лига во одбојка и во машка и во женска конкуренција. Во машка конкуренција ќе играат следниве двојки. Одбојкарскиот клуб на Угада Студент во спортскиот центар Јордан Мјалков ја пречекува екипата на Пробиштип. Се очекува интересен дуел меѓу двете екипи. Одбојкарите на Пробиштип досега извојуваат 2 победи во оваа сезона, а најавуваат победа и во Штип. Во останатите надпревари, екипата на Вардар ќе ја пречека екипата на Шутува, Струмица гостува кај Лешок и екипата на Борец од Велес ќе биде домаќин на одбојкарскиот клуб Лирија. Во женска конкуренција, одбојкарките на Угада по 2 победи во претходните кола ќе гостуваат кај Јанта Волеј во Скопје. Одбојкарките на Бамикор ќе ја пречекаат екипата на Пелистер Волеј и во последните 2 дуела Наковски Волеј ќе играат против СВСК и екипата на Македонија Макс гостува во Тетово кај универзитетската екипа. Фудбалската федерација на Македонија ги номинираше кандидатите кои ќе учествуваат во изборот за најдобри фудбалери за сезоната 2015-2016. ФФМ номинираше играчи во 5 категории. Гласањето ќе се одвива преку официјалната веб страна на ФФМ и ќе трае до 5 декември. Ќе се гласа во следниве 5 категории. Најдобар фудбалер од македонското првенство Бесарт Ибраимиш Кендија, Бобан Гранчаров Вардар и Стефан Спировски Вардар. Најдобра фудбалерка Улза Максути од женскиот фудбалски клуб Аса Юнајтед, Теодора Димовска од женскиот фудбалски клуб Драгон и Анета Ѓоргиевска од женскиот фудбалски клуб Кочани. Најдобар тренер во младенска категорија Сашо Тодоровски Вардар, Југослав Тренчовски Академија Пандев и Берат Имериш Кендија Кадети. Најдобар фудбалер во младински фудбал Ели Фелмас од Работнички, Јани Атанасов Академија Пандев и Есмин Личина од Вардар. И најдобар футсал играч Даниел Де Соуза, Игор Леовски и Александар Глигоров. Манифестацијата на прогласувањето на најдобрите ќе се одржи на 15 декември. Ова воедно беше се за вечерва. Ви благодариме на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.